ще кажете дека во бюджетот за 2017 на владата на Република Македонија предвидени 2 милиони евра за децата. Владата се промена некаде први месец дена 5-6 месеци имаше предходната влада. Историка не крие. Или другото. Да размишljаме по отношение. Како може Еле со нова влада се направена да разпишува јавни болници, да ги почнува процедурите, а моите информации говорат дека овие 2 милиони евра апсолутно никаков почеток на иницијатива нема за наменско трошење на заплати. Или со други зборови, вие ги ставите 2 милиони евра, само да планирате. Дека би тоа нешто писано. Да ве подсетам, вашиот лидер уште до 2016 година вети дека ќе даде 2 милиони евра. Тогаш каже, не опозиција на премиер, туку опозиција на председател на ВМРО, дека владата цената седница тоа ќе го направи. И тоа да го направи. Така се според моите информации. 2016 исто така помина. И тогаш въобще не ни започната процедура. И сега и твърдите дека до 2017 еве ги парите, вие ще ги правите со тие пари. Кои пари? Нема как. За тоа ми зборувам. Дека само на хартија ви фигурираат вас пари. Никогаш сте немале сврст, интерес да го решите проблемот со офицерски. Исто како што немате сврст интерес, например, со копањи да го решите проблемот. Затоа што да имате ќе го решите до сега. Помина не знам колку години. Офицерски е посебна. Под Министерство за отбрана, во Министерство за култура, па приватен концесионер, па враќање на Министерство за култура, па препромање на Општина Битола. Општина Битола од 2009 до 2013 година до суперистични плани, кој што беше многу дискутабилен. Стратегијата на Талес беше таму да изгради трговски центар. Ние овде држиме копија за трговски центар. Тој зелен појас не требаше да го има, билче тука издал тука, па киралиште требаше да се направи, покрај улицата Партизанска, разместницата Ловец, према, лево требаше да сврти трговски центар, почнувајќи од кафаната Парк. На неколку спрати. Образложението на Талевски така ќе бил по-примарни и самиот процес. Тој што ќе го земал трговскиот центар и добил и обврска да го реконструира офицерски, тоа немало тешко да го падне, пошто парите вадел од трговскиот центар. Приказни изградиме, ова приказ многу ме подсетува на приказната, изградиме подземни паркинзи од площадов и ќе направиме меѓу другото на концесионерот ќе му даде трговски простор да има во тие подземни паркинзи за да му бидат поатрактивни и да вложи 6 милиони евра. Почна со таа приказна и тоа не го заврши. На крајот дата повторно го се, па пак сега ни го даде. И така 12 години. И вие од ВМРО до КМН имате образ да задрувате со офицерство. Кој е? Болницата 6 милиони не се сомневам. И верувам, тоа 6 милиони се може би окей. За 6 милиони болница, може да за офицерство да зборувате. Оставете ме на рад. Сите заедно да ставиме на рад следната локална самоуправа. И како што сега критикуваме, дај Боже и тоа да се критикува и мора да се критикува дали со офицерски нешто ќе биде направено и нема да биде направено. Самене офицерски капитален објект не
нещо, що е лендмарк на Видно. И мора да биде изградено така, како што хоче. Кога сто можеше објекти што биле разрушени во земјата, да ги реконструира како што изгледаде, цел свет, може би објекти што е изграден исто од 1910 година, пардон, 1909-10 година, да го направиме по-достъпно. Имаме ние за јавни предпријатија, кои што подолу пространност, подолу нема свој простор. Кој вели дека не може, например, офицерски наменски во добар дел да се потребите од консуларските простори? Јавно предпријатија во секшат такива. Еден дел ќе се види структура, еден дел ќе се види за невладени, еден дел ќе види за јавно предпријатие, не и се извини затоа што спомна водово. Значи, има начини, има образложенија, дури само одржливост можеме да најдеме на објектот. Единствено, треба